Секој еден затвореник има само една желба, а тоа е слобода. Зоран Заев ги имаше сите снимени разговори кои што ги предаде во СЈО, ги имаше во копија, селектирано предаде 600 и кусури илјади разговори, бидејќи имаше околу 2 милиони разговори. Кај се парите, тие се, што имав се ми дадов. Колку имав пари дома, јас им ги дадов. И со истите тие разговори снимени тргуваше до последниот ден. Дали ќе биде тоа закон во прашање, промена на име. Нема, јас им ги дадов само тие 5000 евра што ги имав дома, што сум се кичувала како и секој што ги има дома. Јас им ги дадов, се што имав накид, им извадив, од накидот не ни видео, парите ги земаа. Тоа беа мои пари, лични. Толку време сум работела, така да тоа е моја заштеда. Како изгледаше тој ден кога те спроведоа? Бев во куќен притвор. На вести слушнав дека има правосилност пресудата првостепено, тоа беше во 2,5. Во 3,5 дојдоа да ме земат без уплатен акт, без ништо. Без ништо. Побрза постапка ме донесоа и дома беа мајка ми и татко ми. Кад се Јанева, токму за тие снимени разговори имаше предистрага и требаше да биде донесена наредба за истрага која водеше до Зоран Заев. Секој мој навод во тие кривични пријави е подкрепен со материјални докази. Зборувам со премиер, кој што сметам дека треба да е сериозен и да не конфабулира, туку да зборува и да му држи зборот. Јас превзимам други чекори и тие чекори водат во амбис. Тука е неговиот наследник Филипче. Филипче беше во мојот дом, ајде да не кажам секој ден, али беше чест гости. Ова се фотографии од кај мене, Филипче, кој што го гледате, ете, таков. Најпослушниот министер на Зоран Заев беше поставен од Радмила Шекеринска. Но потоа Венко Филипче некако се дистанцираше од Шекеринска и се приклони кон кланот Заев. Бидејќи тамо насети моќи пари, а Венко е љубител на пари. Венко не потпишувал никаков акт без да земе пари. Ништо као министер за здравство не е правил за без пари. Што со знаење на Заев, што без знаење, што си се криеле еден меѓу друг. Али Венко, рецимо, за било каква работа, било какви средства извадени, било каков апарат, затоа е здравството такво. Здравството е ништо над Венко Филипче. Да, конфискувани се. А тоа напишано во записникот дека се мои лични. Мои лични, јас не знаеш да ги сукрем тоа. Секој дома има, во секој момент, знам секој заштеда. Они беа сурови, дури сакај од мојот новчаник кој што ги најдаа неколку 1000 денари. Не се ни сеќам колку беа и тие сака да ги земат. Сам страшно, не знам што кажам. Зоран Милевски Кичаец, како послушник и оперативец на Зоран Заев, претходно имал логистика од една власт, па потоа се префрли во другата власт за да продолжи. Преку Кичаец не само ова со Јордан Камчев, кој што носи торбата, се вршеле многу попрљави работи него што можете да замислите. Од кеш пари, носени пренесување, до подземје, контролирање на подземјето, работа и врска со дрога и оружје. Сите тие работи се вршиле преку Кичаец. И на овој прозорец застанував, и на овој прозорец погледнував кон крстот, бидејќи се гледа. И на овој прозорец се молев, и кога ќе погледнев натака, као да ја гледам семејната куќа и уште една голема вистина што никој од јавноста не ја знае. Зоран Заев ја пушти Катица Јанева по вода пред таа него да го уапси. Затоа и заврши тамо, заедно со мене, тамо каде што заврши. Не може човек да заборави и е лага дека човек може да заборави ова што било. Може би забораваш некакви детали, но некои работи остануваат и ќе останат врежани додека е човек жив. Па мислам дека е грешка, не само негова, него е моја грешка.
Затоа што јас сум верувала во нив. Слепо сум верувала. Но се учи на грешките. Така да ова го преживеавме. Да. Го преживеав и сега одиме понатака. Што подалеку.